Ова е скопско сообраќајно секојдневие. Во градот во кој секој некаде брза, некого нервира и во исто време загадува, дури 12 кандидати трчаат за градоначалничката позиција. Кај дел од нив фреквентни се и критиките за моменталната состојба со јавниот превоз и генерално за сообраќајната инфраструктура. Хаотичен. Лоши е сообраќајот. Ќе хаос комплет. Дел се воздржани, Ќе биде подобра. а тој што е на позиција мисли поинаку. Сериозно подобрување во изминативе 4 години. Петре Шилегов од СДСМ вели дека долгогодишната запуштеност на сообраќајот во Скопје не се решава со еден мандат, а едно од клучните негови ветувања е реализација на брз автобуски транспорт со целосна функционалност до 2024 година. Целиот јавен транспорт во Скопје ќе биде посветен на бас рапид транзитот. Што значи автобуските линии кои што ги имаме во моментот ќе престанат да постојат, туку ќе имаме автобуси кои што ќе го хранат бас рапид транзитот и тоа ќе бидат условно кажано малски автобуси кои што ќе проаѓаат многу фреквентно, многу често во определена зона на градот, ќе ги оставаат патниците на бас рапид транзитот со цел да луѓето се трансферираат и лесно додат само за со една иста карта, со еден ист билет, значи само за илустрација од тука каде што се наоѓаме, депото на ЈСП во Ѓорче Петров до Ново Лисиче, каде што треба да биде другото депо на бас рапид транзитот, ќе се стасува за 30 на минути со 21 станица попатно. Данила Арсовска, независна кандидатка за градоначалничка поддржана од ВМРО ДПМНЕ, смета дека скопјани немаат време за чекање нов систем на јавен превоз. Таа ветува набавка на 250 еколошки автобуси и бесплатен јавен превоз. Верувам дека треба да се посветиме на брзи и ефикасни решенија и тоа сега и веднаш. Скопјани тоа го бараат. Бараат да имаме ефикасен јавен транспорт веднаш со еколошки возила кои што едно нема да не загадува, а второ ќе го растерети сообраќајот од многобројните возила. Во првите 6 месеци од 2021 година ЈСП има 139 милиони загуба. Верувајте ми дека таа загуба, доколку знае некој квалитетно да ја менаџира, ќе направи да биде добивка, меѓутоа ќе направи и бесплатен јавен превоз за скопјани. Бениша Кирик, кандидат од коалицијата на Дом и ЛДП одлучно за промени, смета дека со задолжувањето од 70 милиони евра, бас рапид транзитот е веќе аминувана опција за Скопје. Сепак, Неве do të insistojmë ai bas rapid transit transporti mos të shkon në mjedis të bulevareve, po të shkon vetëm nga ana e djathtë në lentën e parë. Ajo të cilën neve mund t'ua ofrojmë qytetarëve të Shkupit janë disa elemente të cilat mendojmë se janë më se të nevojshme për qytetarët tanë. Në rënd të parë, duhet të rregullohet puna e transportit publik. Duhet të shtohet numri i autobusave të rinj, të cilat duhet t'i sigurojmë brenda këtyre 4 viteve të ardhshme dhe ato do t'jenë autobusa të cilat janë ekologjik dhe punojnë me gaz. Александар Тортевски, кандидат за градоначалник на партијата Твоја, смета дека јавниот превоз би се подобрил со електрични автобуси. Мора да имаме брза лента за електричните автобуси. Во светот веќе постојат автобуси кои што сами произведуваат струја, на покривот имаат соларна електрана и најголем дел од електричната енергија ја добиваат сами. Нашиот план е сите градски паркинзи да бидат покриени со соларни електрани кои што ќе произведуваат струја за потребите на градот и јавното сообраќајно предпријатие и да ги субвенционираме електричните автомобили кои што исто така ќе можат да се движат по жолтата лента која што ќе биде задолжителна, односно дозволена само за јавниот превоз, за електрични автомобили и за патнички возила кои што ќе превезуваат тројца граѓани. Ана Петровска, кандидатка за градоначалничка на независната иницијатива Зелен хуман град, вели дека не сака да брза советувања, иако е започната изборната кампања. Чека резултати од студија за одржлив транспорт во главниот град. Таа студија треба да ги утврди изворите и целите на патување, значи сите задушени невралгични точки во Скопје, да ги ревидира сите постојни линии на автобуски транспорт, да ги утврди правците на ширењето на велоинфраструктурата, каде ќе бидат ленти, каде ќе бидат патеки, каде ќе бидат еднонасочни, каде ќе бидат двонасочни. Исто така автобускиот транспорт ќе се преобмисли во смисла дали треба нови линии,
понатаму, дали приградските линии треба да ги внесуваме во градот, бидејќи со тоа на некој начин ги го задушуваме сообраќајот дополнително, трошиме многу повеќе гориво од што е потребно, и на каков начин да се преобмисли движењето на автобусите за да добијат приоритет на минување, да се имаат посебна лента, жолта лента, која што ќе се движи со приоритет, а кога ќе поминуваат на раскрстници со сензори да се овозможува тие да поминат први пред сите останати во сообраќајот. Јавниот превоз е само еден сегмент од сообраќајот. Ги прашавме дел од кандидатите дали и каков план имаат за сообраќајната инфраструктура. Булеварите се нешто за кое Шилегов би се посветил и во вториот мандат. Ние сме веќе во завршна фаза на северниот коридор во смисол на мостот на булевар Астон, пробивањето на тој булевар, исполнување всушност на аеродром со Карпош преку мост Гоце Делчев и преку новиот мост Михајло Апостолски, мост Гоце Делчев, без да влезете во центар. Тие коридори кои што недостасуваа сериозно ги работиме. Знаете како работиме и северниот коридор, булеварот Босна и Херцеговина е веќе готов, булеварот Словенија, Клучката кај Момин поток, булеварот Никола Карев. Тоа се работи кои што стратешки се поставени, после добро едно планирање на нашиот град и се во фаза на имплементација. И Јарсовска, меѓу приоритетите, ветува изградба на 5 булевари. Прво, почнувајќи со изградба на булеварот Хрватска, понатаму со продолжување на булеварот Словенија до Ѓорче Петров, исто така проширување на оној булевар сега во моментов кој што е Теодоси Гологанов, кој што е направен некаде до еден пат од својата делница, меѓутоа негово продолжување повторно до Ѓорче Петров. И како што споменавте, оној дел кој што е споменат кај Мавровка, со што би се растеретил навистина еден сегмент во делот на сообраќајот во градот, кој што представува навистина едно сообраќајно решение кој што во овој момент е клучот, јас мислам, на многу сообраќајни незгоди, на големи гужви. Апсолутно верувам дека со ова ќе се направи практично едно заокружување на една внатрешна обиколница во градот, што ќе го растерети значително сообраќајот и она кое што го имаме сега во овој момент како хаос. Тортевскиот твоја, сообраќајната инфраструктура би почнал да ја менува од рекорд. Јас планирам во првиот момент оваа улица позади мене да ја направам пешачка зона во текот на викендите, значи центар без сообраќај, а во рок од 1 или 2 години подоцна да се затвори со тоа што ќе се изгради подземна улица под овој простор, така што тоа ќе го растерети центарот, меѓутоа мора да се пронајдат алтернативни улици кои што ќе го консумираат тој сообраќај. Значи, мора да се пристапи кон експроприација на одредени објекти за да може да се добијат тие улици, меѓутоа генерално тоа е прашање на една долгорочна стратегија која што мора да се гради за подолг рок. Кандидатот на Дом и ЛДП вели дека и при ветување на изградба на улици треба да се биде внимателен. Оти тоа е меч со две острици. Do të ndërtojmë garazha me kat, që të mund qytetarët lirisht t'i parkojnë veturat e tyre, ndërsa është e parashikuar nga ana e koalicionit ton që brenda 4 viteve të ardhshme në mbi sipërfaqen e atyre garazhave me kat të sigurohen edhe panelet solare, edhe ato mjetet fotovoltaike të cilat vetë do ta shfrytëzojnë energjinë e diellit dhe do ta prodhojnë energjinë elektrike. Me krejt këte, me të gjitha këto masat të cilat do t'i ndërmarrin, ndër tjera që kemi të parashikuar edhe mbylljen e komunikacionit në qendrën e Shkupit, prej kuvendit të Republikës së Maqedonisë deri te qendra tregtare Paloma Bianca. Ajo do t'jetë zona vetëm për këmbësor. Aty nuk do t'ketë komunikacion. Петровска е на став дека ако не се работи во содејство со урбанистичкото планирање, секое сообраќајно решение само по себе ќе биде промашување и задушување. Со идното урбанистичко планирање, кое што ќе се воспостави со изработката на Генералниот урбанистички план на Скопје, во моментов тој се работи, соседствата ќе ги направиме такви да во пешачка дистанца од 15 минути ние можеме да ја задоволиме секоја потреба. Значи да имаме амбуланта,
пазарче, училиште, градинка, значи да не мораме со коли да ги водиме децата на училиште и дополнително да го задушуваме сообраќајот, да можеме да ги обавиме сите важни работи без да запалиме кола. Ова е последната недела од изборната кампања, исполнета со соочувања, ветувања, подметнувања, па и програмски поклопувања. В недела Скопјани одлучуваат на кого ќе му го доверат справувањето со проблемите или најмалку кои двајца од 12 кандидати ќе ги испратат во вториот круг.